Добродојдовте во ова издание на темата на неделата, во која се осврнуваме врз лажните вести што ги преплавуваат социјалните мрежи. Постои ли начин да се справиме со нив? Почнуваме со еден своевиден обид како да се сврти вниманието врз штетното влијание на лажните вести. Во пресред на американските среднорочни избори, во Њујорк е отворена така наречена трафика за дезинформации. Во неа се изложени списанија со лажни наслови со цел да се разоткријат опасностите од дезинформациите, но и да се едуцираат луѓето за тоа како да ги препознаат. Детски боречки клуб, убици на болка во нашиот водовод. Хилари Клинтон вели дека FBI им достава ураниум на русите. Насловите може би изгледаат абсурдни, но тие беа меѓу најчитаните приказни кога беа објавени на социјалните медиуми. Кайл Поп, уредник и издавач на Columbia Journalism Review, стои зад идејата за отворање трафика во Менхетен, во која ќе има вестници полни со лажни вести. We took stories that had been shared widely on the web and we put them in hardcover form in what looks like real publications. It enables you to see how absurd it is, right? It enables you to think about like the fact that this is ridiculous and doesn't make any sense, but yet people do still share this stuff. Во лажните вестници и списанија е објавен и бесплатен водич за откривање на дезинформации и лажни вести. Take a second to think about where it might be coming from. You know, it doesn't take a lot of advanced skill to do just a tiny bit of research to figure out like where do these headlines start. Советите вклучуваат проверка на емоциите и прашања за изворот и содржината. We're trying to really differentiate fake information from real information that real journalists produce, because we're in a climate now where the two things are being sort of conflated, where people are equating misinformation with real journalism, and it's dangerous. People respond in unpredictable ways to it, and it's also helping to create mistrust of journalism. Трафиката за лажни вести беше отворена една недела пред така наречените среднорочни избори за Американскиот конгрес. За њујорчани станува збор за добра идеја. I mean, I think it's interesting. I think it is a good idea to bring it out there that people actually believe some of this nonsense. I think it's really important. I have a lot of friends that definitely will send me things that are clearly false. And me personally, if anything seems weird, I like to check in multiple places. So I think fact checking is really important, and it's a huge issue. I mean, it's obviously a real problem. Everyone knows it's a real problem. All we can kind of do is, educate people, get people literate in consuming the news. Во минатата година, Facebook објави дека Русија се обидела да влијае врз гласачите во Соединетите држави преку таа социјална мрежа во периодот пред изборите во 2016 година. Москва ги негира ваквите тврдења. Од тогаш технолошките гиганти, како што се Facebook и Google, ги засилија нивните напори да се справат со ширењето на лажни вести. Од лажните вести секако не се поштедени ни граѓаните на Македонија, особено во овој период на политички турбуленции во врска со процесот за менување на името на земјата во согласно со договорот со Грција. Па така терминот лажни вести се почесто е присутен и во партиските меѓусебни обвинувања. Експертите велат дека постојат техники кои се учат за тоа како да се препознаат лажните вести. Невистините информации, полувистини или манипулации, односно така наречените лажни вести, ги преплавија социјалните мрежи и онлайн медиумите. Ваквите информации влијаат врз публиката и според експертите тие најчесто се пренесени за некаков интерес или со цел да нанесат штета на некоја личност или организација. Еден од ваквите примери е кога на социјалните мрежи се појави документ со наводна оставка на министерот за надворешни работи Никола Димитров, пошто министерството демантираше наведувајќи дека се работи за дезинформација и фалсификуван документ. Исто така минатиот месец беше споделувана лажна објава дека председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски го напушта Твитер поради вулгарна реторика на мрежата, а Мицкоски напиша дека станува збор за ширење невистини и отике продолжи да користи Твитер. Последниве неколку години терминот лажни вести се почесто е присутен и во партиските соопштенија, во кои партиите меѓусебно се обвинуваат за ширење невистини.
Ако би го контекстуализирале во домашните медиуми во Македонија е дека честопати едниот момент е кога се пласираат вие ги нарекувате лажни вести, ја би ги нарекла некогаш и непотврдени информации, е трката, притисокот со времето. Значи да се пласира информацијата што поскоро во нула време, бидејќи нели тоа е борбата за поголема читаност, гледаност и така натаму. Меѓутоа, вториот момент е каде што одредени информации се испраќаат, како што реков и претходно, со одредена заднина, без разлика за фаворизирање на определена политичка идеја или бизнис идеја. Но како публиката реагира кога ќе дојде во контакт со лажни информации? Според истражувањата на Институтот за комуникацијски студии, многу малку граѓани ги проверуваат информациите прочитани на социјалните мрежи, а исто така ретко ги споредуваат вестите со други медиуми. Теменугова истакнува дека публиката треба да работи на стекнување знаење за препознавање што е професионално обработена информација. Тука ние можеме да кажеме дека алармот каде што треба да видиме каде грешиме, дали на публиката и треба одредени вештини, знаења за да може да уме да го препознава влијанието и задната порака на информацијата која што се пласира. Дали имаме манипулација, дали таа информација е доволно проверена, дали е доволно вистинита. Значи, сите тие се техники кои што се учат и публиката се повеќе треба да биде свесна за овие ризици. Според истражувањата на Институтот за комуникацијски студии, во Македонија се уште примерен извор за информирање е телевизијата, но сепак возрастната публика најмногу гледа телевизија, за разлика од младите кои се информираат на интернет. Возрастните повеќе следат политика, додека младите повеќе се заинтересирани за вести од забавата и шоу бизнисот, се вели во заклучоците на истражувањето. Нашите Facebook, Twitter и YouTube се отворени за вашите коментари во врска со лажните вести и како да се одбраниме од нив. Довидување.